Се зголемува бројот на затруени во рек Битола. Околу 150 вработени побарале лекарска помош со симптоми како силни стомачни болки, мачнина и повраќање. Сите јаделе ист оброк – макарони со болонјезе сос. Во моментов околу 40 луѓе се на дневно лекување, додека еден пациент е хоспитализиран во Битолската болница. Од истата храна јаделе вкупно 300 луѓе. Во врска со здравствена состојба повеќето се во полесна форма, некои тесни столици со релативно добри анализи, пуштени дома со терапија. Некои од нив околу 40 на се задвезени тука преку дневна болница доаѓаат за терапија. Еден пуштив на интерно одделение за хоспитализација. Очекуваме од јавно здравје анализи од изметот за да потврдиме причинителот за ова. По масовното труење, Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот здравствен и санитарен инспекторат ја затворија мензата во комбинатот. Таа останува под клуч се додека не се добијат конечните резултати од анализите. Во меѓувреме, инспекторите наредија воредно чистење и темелна дезинфекција, како и санитарни прегледи за сите вработени. До овој момент немаме првични информации за резултатите од брисевите, од работни површини и од мостивите. Ние како Државен санитарен и здравствен инспекторат издадовме решение за забрана на користење на кујната во рек Термо. Со решението се наложени противепидемиски мерки. Инспекцијските служби при вораден надзор во централната кујна на рек Битола утврдиле сериозни хигиенски недостатоци, нечистотија, оштетена опрема и несоодветни услови за работа. Дополнително констатирано е дека дел од вработените немале важечки здравствено-хигиенски прегледи. Од АД-ЕСМ и ЕСМ Молик велат дека во однос на затворањето на кујната станува збор за вообичаена превентивна постапка, што се применува во вакви ситуации, со цел да се обезбеди заштита на здравјето на вработените додека траат испитувањата. Поради сомнежите за труење со храна, основното јавно обвинителство во Битола е веќе известено и активно ги координира сите активности со цел целосно расветлување на случајот. Инаку во комбинатот има повеќе од 3500 вработени. Работничката менза во рек Битола беше обновена во септември лани по пауза од речиси 20 години.